Зборуваме за тоа кои професии се барани на пазарот на труд, што се вреднува, дали образованието иде рака под рака со она што се бара на пазарот на труд и се разбира со кој ако не е со Дарко Вилков, тој е собственик на Вработување. Добро утро. Добро утро. Може некако да дадеме вовед во темата, со тоа реално едно е во бројки, вие направивте многу убаво истражување, ги имате бројките, ги имате деталите, но се разбира од друга страна ќе ве прашам и колку реалната слика соодветствува на бројките, каков е моментално во Македонија пазарот на труд. Добро, бројките ги добиваме за да знаеме, нели, да биде компаративно, да може да споредиме со ланската или прекланската година, но генерално тие се прилично точни, затоа што се гледа, екзактно е колку огласи имало, колку апликации имало, така да се гледа. Иако во нашиот сектор не се знае дали бројот на апликации значи и вработување, нели? Може да има 1000 апликации, а може да не се погодини. Дали соодветствува на крајот во поглед на тоа побарувачката и понудата? Во моментов не. Значи во моментов имаме огромни разлики во компетенциите што ги бараат компаниите, да речем, и оние кои што се нудат од страна на кандидатите. Ќе ве прашам и подоцна што мислите, што придонесе да биде токму тоа така да постави еден јас кога е во прашање понудата и побарувачката. Податоците, што велат? Кои се најбарани професии? Ајде од таму да почнеме. Што се бара? Ја би рекол можда што се најбарани компетенции. Добро. Зашто професии, например, најбарано нешто е продавач. Некој што се разбира да продава во многу сектори. Значи, скоро во секој сектор некој кој што е добар во тоа. Така да се работи за компетенции веќе. Значи, ако порано било најконкретна професија, сега веќе не е. Сега се луѓе кои што ги имаат или ги немаат тие компетенции. Ме прашавте што се разликите, кој е виновен за тоа. Мислам дека сме сите виновни. Виновни се и компаниите, но и луѓето. Затоа што све се смени, ние некако се уште не се менуваме. И тоа си ја направи таа дупка на пазарот на труд. Огромни се тие разлики. Можем да направиме паралела, сите викаме Кина, гледај каде отиде, ама само викаме. А како ние да стигнеме во тој правец и што се случува, ако веќе е модерно дронови за достава да се случува како процес тоа, значи и роботи. И роботи, и на маратон да трчаат роботи со нив заедни, луѓето го прифатат тоа. Сегде да се влегува со face control софтвери и слично. Значи нешто се случува кај нив. Сега дали сме ние спремни, зошто не сме и така натаму, значи тоа е поширока дебата. Да, и ќе отидеме надвор од темата, веројатно ако влеземе во таа дебата, но ајде, каде има најголем недостиг? Кои се секторите во кои што има најголем недостиг? Се чини дека секоја година се алудира на угостителскиот сектор и на услужните дејности, ама не се минува тоа. Еве конкретно кога се угостителите во прашање и туристичките работници повторно за летниот период овие 3 месеци, поголем дел се во Хрватска, во Србија, во Грција, па и подалеку, бараат се разбира по добри можности за парче леп, за нешто за што ќе живеат подоцна во следните месеци. Знаете како со интернетот све стана лесно. Значи, не знам каде да одам летување, отварам, гледам убава плажа и одлучувам дека тама ќе. Значи, тоа е во рок од неколку минути. Истото и за пазарот на трудот во моментов. И спомнавме неколку дестинации, да, така е неколку години, така ќе биде веројатно и следниве години. Угостителството е едно од тие, градежништвото е друго, да речеме, како индустрија. Мислам дека во производствените фабрики веќе доста фалат луѓе. Доколку некоја фабрика сака да се шири, невозможно да се шири ако, не знам, и требаат 1000 луѓе, има само 500, ќе бара решенија. Што значи, затоа и почна овој процес на дигитализација, што се вика. Значи, решенијата да се оптимизираат бројките на луѓето и компетенциите, ако не можат да најдат луѓе. Спомнувате неколку пати компетенции. Што е она што продава? Кои се тие компетенции кои што продаваат? Значи, тоа се вештини. Вештина за колку повеќе вештини има одредена личност, толку повеќе компетенции има. Вештините се може да се брзи курсеви, нели, да ги добиеме. Може да е, не знам, јас имам вештина да го изработам ова добро. Јас имам вештина да говорам пред медиуми. Јас имам вештина да
не знам, да дизајнирам и така натаму. Не мора да биде врзано веќе со професија, што значи, еве, уште е нешто ќе кажам сега, IT компаниите веќе не бараат факултет конкретен, него бараат конкретни компетенции, ви ги напоменуваме сега. И дури има примери каде што 14 годишни, 15 годишни ученици, да речем, веќе влегуваат да работат дали Google, дали Amazon, дали големиве IT компании, што значи дека од тука тргнуваат промените. Ако он знае Python, еве не еден софтверски јазик, и нема никакви други причини зашто да не го земат. Што сметате дека е клучно, главен фактор за понудата и побрвачката? Платата е онаа која што одредува што ќе се случува на пазарот? Веќе не. Платата е секако многу битна. Мислам дека новите генерации бараат комбинација well-being, го викаат сега тоа, но тоа е квалитетот на животот заедно со работното место. Или бараат здрава работна средина, можеби тоа? Да, значи затоа и тргнав од well-being, значи се работи за еден баланс помеѓу животот и работата. Новите генерации токму тоа им е пресудно. Што можеби и добро. Да, можеби ние треба да научиме како тоа, како тоа генерација. Да кажам. Како генерација може да ќе научиме нешто од нив и може треба да ние нема да научиме. прегоруваме како што ни се случува, можеби тоа е тоа што треба да се. Но еве, што е пресудно, еве, овие се фактори кои новите генерации ги носат како тренд. И истите ќе обстојат. Гледам дека интензивно тоа се бара. Значи, пример, ако некој сака да после работа да иде на срф, и тоа го бараат. Значи, гледа да биде во близина на море, да може да после работа отиде. Ја тоа лично сум го гледал. Во Португалија го имам видено тоа и бев изненаден, викам, неверојатно. Значи, они стварно затвараат канцеларија, си зима даска и кола и оди на море оди. Значи, повторно ќе се навратиме на тоа дека доколку навистина сакаме можеме сами да си го организираме денот и работното време, ако претходно било еден поинаков систем во кој што и да сакаш сам да го организираш, некои правила едноставно те врзуваат за столчето буквално и следиш некои работни места исто. Па да, и некои работни места, да, и следиш една динамика. Дали ќе ни се случи со оглед на, ја споменавме Кина, споменавме брзиот развој на технологијата, гледаме што ни се случува со ChatGPT, бевме сведоци и колку е многу навлезен и во делот на полагање на државната матура и така натаму уписите и во средните на факултетите, докаде е инфилтриран, веројатно ќе се зголемува. А да стигнеме и до роботите, она што го зборувавме, ќе изумрат ли некои професии? Апсолутно. Апсолутно ќе се смени многу. Што мислите вие? Кои се вашите очекувања? Веројатно анализи веќе правите. Кои професии? Значи, секако занаетите ќе бидат уште долго време тука, но ќе се променат работи кои, еве, не знам кој прави шешир, например, еве, да земеме. Работите треба да се сеа поевтини и треба да се поквалитетни, што е битка во производството. Нема веќе рачна изработка, ретки се тие работи. Кондури, например, кој изработува рачно веќе? Јас ги гледам работите реално, знаете. Мене ми е жал дека добар дел од тие професии за 5 години, 7-10 максимум, можда и нема да постојат веќе, но луѓето треба да се прилагодуваат. Секогаш помеѓу вакви трендови, помеѓу индустријски револуции како што е сега, луѓето е упатувам на тоа дека мора да научат што повеќе вештини, односно компетенции. И колку повеќе ги имаме, толку повеќе сме прилагодени за тоа што следува. Значи, не мора да се и софтвери. Порано, ако била професија, еве и од модерниве професии, ако биле кодери, да речеме, за веб страна, ако биле порано барани професии, сега не се барани, затоа што веќе со говорни можности се прави веб страна за 3 минути. Така да, значи, ни тоа веќе не е професија, така да истото ќе се убрза сега. Значи, јас само морам да упатам некаков апел дека луѓето мора да сватат дека стварно се случува и дека ајбе имаме време. Немаме време. Мислам, стварно немаме време. Многу брзо треба да се прилагодиме. Син ми има 18 години големиот и само ми рече, вие не сте свесни генерацијски што ве чекаме. Затоа што вика, вие нема да имате проблем со нас, вие ќе имате проблем на млади луѓе со познавање и со вештини, со апликации, со слично што ние више
ние више сме родени со тоа, вика, вие не знаете колку ние побрзо функционираме од вас. Што значи ние сме попродуктивни, сака да каже. Да. Иако нивното време носи па и негативни страни, сите они се борат со дисциплина и со работни вештини, со работни навики и слично, што кај нас беше обрат. Значи, не секое време носи све добро, само можам да кажем дека можеби нашите работни навики се нешто што ги победува се уште нив. Но времето ќе се смени и тука. Дали можеби поради тоа што навиките најтешко се менуваат, дали можеби ние како повозрастна генерација покрај тоа што зборувавме дека треба да стекнуваме повеќе вештини, така квалификации со кои што ќе бидеме и конкурентни се уште на пазарот, дали можеби ние треба да се прилагодуваме во поглед на тоа да оставаме простор и за помладата генерација? Како што се чини дека тука малку има еден генерацијски јас се случува. Не, треба го прифатиме тоа, многу лесно е. Целта на некој учител е да создаде подобар ученик. И тоа е правило број 1. Ако не го создаде, во тој случај неговото постоење нема смисла. Значи, нашата цел генерацијска е да создадеме подобри генерации. Затоа што тие се иднината на оваа држава и така натаму. После сакале некеле и пензискиот систем ќе зависи од нив, нели? Сите ние кои што сме отишли. Така да мораме да создадеме, немам избор. Значи мораме да работиме на цел генерацијски за жал сега кај нас се прекршува оваа индустријска револуција, значи вештачката интелигенција која сега навлегува и прво треба да ја прифатиме и треба да се снајдеме како да работиме со неа, а генерациите понатака треба да прифатат дека треба да не разберат. Ние не можеме све да сватиме толку брзо како што они тоа го прават. Да имаат повеќе трпение. Добро, да. Значи две клучни работи кои многу тешко се менуваат, навиките и трпението. Шегата настрана, Дарко. Што е да се случи? Што држи цена на пазарот на труд? Па се уште држи лојалноста многу, морам да кажам, тоа е една особина која цврсто ја препорачувам. Искреноста, мислам дека треба секогаш да остане. Ние поред сите овие вештини што ги знаеме, ние треба и да останеме луѓе, нели? На овој пат во кој што се движиме, мора да бидеме коректни со секој што му се обраќаме, со колегите во тимот, со генерациите што ги создаваме. Мислам дека тоа е оној човечки сегмент кој што ние мора да го задржиме сега. Може да дое каква сака вештачка интелигенција, ама човечкиот фактор тука се разликува и ние тоа треба да го покажеме. Треба да останеме луѓе. Треба да останеме луѓе, нека остане парола на разговорот и нека биде како на круна на се она што зборувавме. Колку сметате дека образованието треба да биде потпора на тоа што се бара на пазарот на труд? Дали треба како некогаш не многу далеку, да се подпираме на тоа, таа и таа професија се бара. Добро е да влезеш во некој стручно училиште, да си имаш занет под наводници за цел живот. Малку се смени тоа, но не можам да кажам дека образованието има најголем предизвик овој период, затоа што стварно се труди, знам дека има некои промени, дали е дуално, дали е за брзи програми кои што можеш да научиш и да добиеш некакви квалификации, но во моментов најголем едукатор на младите генерации се социјалните мрежи. И затоа има огромен предизвик. Значи, што и да направи, може да расипе за 10 минути социјалната мрежа или, не знам, YouTube или што и да е. И ако ќе видам какви, баш глупо звучи, ама морони имаат емисии на YouTube кои што ги водат и кои што им се... И подкастите се многу сега... Да, значи ти можеш да направиш што сакаш како програма, он за 2,5 минути можеш све да растури, затоа што тоа се викања, дерење и слично. Веројатно има смисла за тие генерации, но образованието го има тој предизвик. Сега она мора да продолжи, но мора и да се прилагоди токму поради вештачката интелигенција, мора брзо да се прилагоди, што е тоа што се случува. За жал пребрзо се случува и ChatGPT го катализираше се тоа.
Значи, буквално го катализира. Ние пола фирма кај нас веќе го користи исто ChatGPT во позитивна намена. Не можам да кажем нека негативно. Значи, од правење понуди, од правење мейлови, од создавање анализи и така натаму, сето тоа е феноменално. Сега да кажам, инфилтрирано е веќе. Така е. Ние во разговор, значи, свативме дека сме стварно попродуктивни ако го користиме правилно. Генерациите го користат за своји информации, нели, помладите. Ние треба да користиме за деловни информации. Стварно не убрзува. И разликата ќе биде помеѓу нема нас апликациите да не уништат, нас ќе не уништат, односно не да не уништат, погрешно се изјаснив, значи нас може да ни направат проблем луѓе кои што не сакаат да ги прифатат апликациите, а оние кои што ќе прифатат, тие ќе се прилагодат. Ќе го закочат процесот. Едните ќе го закочат, другите ќе се прилагодат и навистина добро ќе им оди. Значи тоа ќе биде разликата во следните 10 години. Луѓе кои што имаат познавања и кои што многу попродуктивно ги користат. Значи јас стварно пишувам мејл за 3 минути, буквално, може да е 10 страни ако се. Се свидува, да, се свидува на тоа кога вистински се знае со што си имаме работа и се пристапува кон тоа да се користи, односно бенефитот од сето тоа да се добие. Да. Компаниите тука ќе прават разликата. Дали имаш познавање и дали си се прилагодил или не. Тоа ќе биде по мене следниве 10 години. Ќе следиме, ќе видиме и се разбира простор ќе имате повторно за гостување и анализа од поинаков аспект можеби. Благодарам за гостувањето утре. Благодарам.